Секој ден треба да се менува водата во малите гумени базени поставени во дворовите и на терасите кои последните години се хити во Македонија. Според експертите за хигиена, доколку базенот собира поголемо количество вода, тој треба да се празни и повторно полни на 2 дена. Со самото стоење бактериите кои не може да се видат со голо око се размножуваат и можат да направат проблеми. Базените задолжително треба да се полнат со безбедна вода, а тоа значи вода од градски водовод. Понатаму, доколку се мали базенчиња, потребна е нивна секојдневна замена на водата, бидејќи станува збор за стоечка вода, а извор на зараза не е само водата, извор на зараза и самите корисници, капачите. И како трето, кога се поактуелни се и поголемите базени, каде што технички неизводлива е секојдневна замена за водата, тие треба правилно да се одржуваат секојдневно и механички и хемиски. Често извор на бактерии се и самите капачи, затоа надлежните апелираат лицата кои се болни, особено оние кои имаат отворени рани, но и лицата со намален имунитет да не се капат во гумени базени. Бактериите постојат во водата и како најчести причини за болување заразни што се јавуваат, тоа се како стомачни тегоби, пролив, повраќање, многу чести се инфекции на окото, како конјунктивит, инфекции на надворешен слушен канал како резултат на навлегување на нечиста вода и задржување во надворешното уво. Понатаму има инфекции на горни дишни патишта како фарингит, заболување на инфекции поточно габични на кожата, на косата, на ноктите, но сето ова зависи, кој од овие заболувања ќе се јават, во голема мера зависи од видот на бактеријата, но имунолошката состојба на секој индивидуа. Не значи дека секое дете кој ќе се капи во базен дека ќе се разболи, во голема мера зависи од неговиот имунитет, па затоа не се препорачани базените за деца кои што имаат и за луѓе кои што имаат намален имунитет со цел да се превенира тој ризикот од појава на несакани инфекти. Лекарите велат родителите да внимаваат на хигиената на децата пред и по излегувањето од базенот. Туширање на телото со сапун пред секое капење и задолжително после секое капење на децата во базен. Понатаму, едукација на децата дека не треба да пијат вода, не треба да голтаат вода, не треба да уринираат во водата, бидејќи со самото уринирање има фекална контаминација на водата, да не гнурат и да не пливаат под вода со отворени очи или пак доколку пливаат да носат заштитни очила за капење со цел да се спречи инфекција на очите. Понатаму, за малите дечки е многу битно кога се внесуваат во базенот да се смени пелената, да се внесува со чиста пелена. Почесто да се менува пелената, доколку подолго време ќе се задржат во базенот и менувањето на пелената да биде надвор од објектот, надвор од базенот. Од Центарот за јавно здравје во Битола советуваат овие базени кога не се користат, особено навечер, да бидат покриени за да не се полнат со прашина или листови и никако во нив да не се капат домашни миленичиња, а доколку детето сака да внесе играчки, истите претходно убаво да бидат измиени.